Единачен тениски терен беше пуштен во употреба денеска во кругот на основното училиште Кузман Шапкарев во населбата Драчево. Игралиштето е изградено по најсовремени стандарди за вакви тениски игралишта и располага со осветлување, пристапни патеки, целосна инфраструктурна приклученост и најсовремена подлога по сите стандарди на Светската тениска асоциација. На пуштањето во употреба присуствуваше и премиерот Груевски, кој истакна дека владата работи на сите полиња кои се од значење за граѓаните, а меѓу најприоритетните се образованието и спортот. Изградбата на ова игралиште е еден од повеќето проекти кои ги реализираме во делот на образованието и спортот во Драчево. Да подсетам, во изминатиот период се изгради новото училиште Рајко Жензив, се изгради новото повеќенаменско спортско игралиште во село Драчево. Изминатиот пат кога бев тука, граѓаните побараа уште едно повеќенаменско спортско игралиште тука во кругот на основното училиште Кузман Шапкарев. Како што пред малку беше кажано, таквото барање е одобрено. Процедурите се завршени и некаде околу нова година ќе започне и изградбата на новото повеќенаменско спортско игралиште. Веднаш до новото тениско игралиште кое денес го отвараме. Околу нова година очекуваме да започне реконструкцијата на Домот на културата во Драчево. Ова е уште едно од барањата на граѓаните и уште еден од проектите кои ги ветивме во изминатиот период. За овој проект веќе издвоивме средства. Договорот е веќе потпишан. И како што кажа, во следните неколку недели очекуваме реконструкцијата да започне. Груевски потенцираше дека покрај изградбата на новото спортско игралиште и реконструкцијата на Домот на културата, едно од барањата на жителите на Драчево била изградба на градинка во таа населба. Ова барање исто така одобрено од наша страна. Потпишавме договор за соработка со општината за овој проект, но бидејќи сега има нов технички министер за труд и социјална политика, овој проект ќе почека да поминат изборите и се надевам дека во втората половина на 2016 и овој проект ќе започне со реализација. Во поширот оркиот дел на кисела вода помогнавме за опремување на двете ново изградени градинки во Црнич и Припор, а ќе помогнеме и за опремување на новата градинка која во моментот се гради во Пинтија. Го изградивме повеќенаменското спортско игралиште во Црнич, како и двете спортски сали во основните училишта Невена Георгиева Дуња и Круме Кепевски. Новото училиште Невена Георгиева Дуња се гради со одлична динамика. Во наредниот период планирана изградба на повеќенаменско спортско игралиште во Пинтија, уште едно тениско игралиште во Кисела вода, спортска сала во Државното училиште Димитар Влахов, спортска сала во Основното училиште Кузман Јосифовски Питу, како и спортска сала во Основното училиште Златен Сремец. Во делот на културата, веќе е во тек реконструкцијата на старото кино во Кисела вода, кое после реконструкцијата ќе прерасне во Дом на култура. Со вакви и слични проекти продолжуваме и во иднина. Владата ќе продолжи со сета подршка која ја дава на Драчево и за цела општина Кисела вода. Ќе продолжиме со сите проекти кои се од интерес на граѓаните, како и со реализација на сите владини проекти кои се од општо добро за целиот регион. Директорот на Агенцијата за млади и спорт истакна дека по повеќе децениската пауза во спортската инфраструктура видно е промената спортската слика во Република Македонија. Она што е особено битно е што сите овие спортски проекти се реализирани на иницијатива и на предлози на граѓаните, особено во оние населени места каде што во минатото воопшто немало или имало сериозен дефицит од вакви спортски објекти. Еден од тие спортски проекти кои што го реализира Агенцијата за млади и спорт е токму овој за изградба на 120 тениски терени низ целата земја. Во последниве 2 години преку Агенцијата за млади и спорт се изградија и пуштија во употреба повеќе од 60 повеќенаменски и тениски игралишта како и спортски сали, а во последните неколку години преку Агенцијата и Министерството за образование се изградија и реконструираа повеќе од 250 спортски објекти.